Топлото време ги раздвижи змиите, не само што ги има во ливадите и шумите, нивното присуство е забележано и во градовите. Жителите на населбата Сивидон во Кучани синоќа фатиле змија долга околу 2 метри, а познавачите велат дека најверојатно не е отровница, но децата биле преплашени, бидејќи таа се прошетала непосредно пред игралиштето во близина на контејнерот, кој што 2 недели веќе не е очистен од страна на КЈП Водовод. Жителите велат дека неукостената трева дополнително прави местото да биде збиралиште за змии, дотолку повеќе што во овој дел од населбата, заради искористување на паркот и игралиштето, поголем дел се деца. Жителите револтирани од неодговорноста на комуналното предпријатие. За среќа, оваа змија ја фатиле и не каснела никого, но стравот кај децата и родителите се повеќе расте. И змии. Еј, колку деца има тука? Тамо деца сега ќе дојдат уште. Тука има преку 60-70 деца се собират. Ово е страшно. Ѓубрето сигурно 15 дена не е чистен. Побарувано и други контејнери да се донесат тука, нема ништо од тоа. Икс пати кажувано и не онават за контејнерите. Исто и од онаа страна и оние контејнери се исти пун. 15 дена најмалку не се дојделе да ги очистат контејнерите. Смрде. Не се седе, не може на тераса да искочи човек. Тревата не е окосена, то Водовод, они викат не била нивна обврска. И те ние нешто косиме, нешто станајите тука, собираваме се, косиме, надуваме. Тоа е. Нема. А за ово ѓубрето е права депонија. Освен змиите, велат жителите, овој период има наезда и од крлежи и други инсекти. Препораките на високите температури, освен за носење на светла и долна облека при престој во природа, се и редовно косење и исфрлање на тревата, за да не се случи вакво нешто. Добрите познавачи на состојбите велат дека, иако не станува збор за наезда на змии, сепак потребна е голема внимателност. За жал, во нашата држава не постои посебна служба која би реагирала на јавувања од граѓани. Токму затоа превентивата е таа која што може најмногу да помогне. Во овој период од годината потребна е голема внимателност при престој во природа. Доколку се најде на змија, не треба да се вознемирува, затоа што таа напаја тогаш кога се чувствува загрозена. Доколку некој биде каснат од змија, основно правило е да не паничи. Лицето треба да мирува и што е можно побрзо да се овозможи транспорт до здравствена установа.